Добре дојдовте во светот каде судиштата почнуваат од мала возраст, а фудбалската топка е секогаш во центарот на вниманието. Во оваа специјална емисија ќе ве однесеме таму каде што се гради иднината на македонскиот фудбал во нашиот град, во срцето на фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт. ФК Куманово Евроспорт не е само фудбалски клуб, тој е приказна за страст, посветеност и воспитување генерации на млади спортисти и фудбалерчиња. Со повеќе од 2 децени искуство и силна визија, клубот е вистински синоним за младинската фудбалска школа во Куманово и пошироко. Во емисијата ќе зиднеме за сцената на тренизите, ќе поразговараме со лиценцираните тренери кои секојдневно вложуваат труд и љубов во работата со децата, ќе ги слушнеме импресиите од родителите, но и искрените мисли на најважните актери, а тоа се дечињата. Ќе видиме како изгледа еден ден во оваа школа, како преку игра се учат дисциплината, одговорноста, почита и тимскиот дух. Ќе откриете што го прави тоа Куманово Евроспорт уникатен, од организацијата преку методите на работа до бројните успеси во младинските категории на домашни и меѓународни фудбалски турнири. За многумина ова е само почеток, но за ФК Куманово Евроспорт секој дете веќе шампион. Во премиерната прва емисија ќе поразговараме токму со председателот на клубот, господинот Александар Маневски. Една убава приказна не само во Куманово, туку и во Македонија е фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт. Главниот проектант на оваа фудбалска школа е господинот Александар Маневски. Господине Маневски, ви благодарам што ја прифативте поканата малку да поразговараме за вашата фудбалска школа и веќе долги години резултатите се зад вас и навистина ми е чест да поразговараме на темата фудбал, а особено она што на сите им е драго, работа со оние од најмалите категории. Благодарам, Бошко. Ова е наш заеднички проект. Значи, ова да не кажам, мислам како телевизија за клубска телевизија што ќе И емисија што да и билтен што ќе ги правиме често, така да задоволство ми е да работиме со тебе. Прво да кажам, значи од клубот е формиран од Да, тоа ми беше првото прашање. Кога е формирана и која е главната цел тогаш кога го формираше овој фудбалски клуб? Клубот е формиран 2004 година од страна на Борче Стојчевски, значи. Да. По 10 години, значи околу 2014 јас го преземав клубот, Борче замина во странство, направив комплетна реорганизација, значи да не кажам сега од еден не малски, од еден клуб така да кажам локален, прераснаме во еден голем бренд, значи да кажам сега без фалење, нели? Така. Да, али резултатите кажуваат, така да многу се фокусираме, многу дадовме енергија. Веќе 11-та година како го водам јас. Направиме, како што кажа, комплетна реорганизација. Квалитетен тренерски кадар? Така. Тоа без тоа не може да функционираме. Значи се трудиме ви со терените, значи Арена Евроспорт, кај спортска сала ЗИК, значи тие терени ги одржуваме, значи во да имат најдобри услови, да, сега не можеме да имаме како на запад горе, ама се трудиме што поблиску да и со тренерите и со децата, така. Сега ајде прашањето е колку деца моментално тренираат кај вас и која возрастна категорија и структура е застапена во фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт? Вака сега, значи ние имаме број значи бројката е варијабилна. Имаме мислам дека 8 генерации моментално такмичарски, каде што членуваат укупно околу 150 деца, до 200 зависи, значи бројка варира. Може биде 140, пример, до 200 се зависи овој период малку пошто е пожешко, помалку деца има, кога повеќе се такмичари. Овие рекреативците значи доаѓаат како да кажам, значи школските години и јуни месец ствари се поактивни. Има периоди, значи кога повеќе има наплив на деца и помалку. Да, генерациите од 2012 од 2012 така да. до 2000 и сега имаме 2020 фактички, да. Да. Да, најмалиците се 2020 генерација. Каков е пристапот на работата со децата? Дали повеќе се фокусирате на дисциплината, техниката, играта или пак нешто друго? И колку често се одржуваат тренинзите во зависност од возрастната категорија на дечињата?
Така, во такмичарскиот дел, ај прво да одговорам на прашањето. Значи, најмалецките категории се фокусираме највеќе на техниката, пошто фокус, даваме на технички дел, како растат децата, тука вклучуваме и физички и други аспекти тактички. Меѓутоа, во овој дел најбитна е техниката, заради тоа што кога ќе солува техниката, после се друго се надополнува. Тоа го имаме научено од многу семинари, многу во странство што имаме идено, значи поголемите клубови, со обука, на лиценци исто тука што сме ишле, така да се стремиме како што работат по западните земји, тука ние да го колку толку да го имплементираме. Другото не знам што беше. Во врска со тоа, сите оние кои што се заинтересирани, каде може да ве најдат, како одат уписите и за квалитетот на тренерите и со каков тренерски кадар располагате, или тренери кои што ги едуцираат овие дечиња навистина, бидејќи тоа е навистина една, да не кажам благодарна, но пред се задача која што бара одговорност, бидејќи станува збор за дечиња кои што се од 6 до кај 10-11 години. Така. Значи овдека првично, доаѓа до шоме, Мартин Тодоровски, он е координатор на ите категории. Обично, објавуваме преку Facebook, преку овие страници што се наши. Кога се уписите, термините? Уписите се нон-стоп, немаме некои датуми, може во секој време да се запише дете. Околу тренерскиот кадар, имаме стручни лица, да не кажам квалитетни од да не се толку фалиме, али тренери со А лиценци, со Б, со С. Значи имаме укупно 8 тренери имаме. Да. Каде што ретко која школа може да се пофали со толку број на тренери, зборам приватна школа, не овие клубови што се големи. Така да екипата на тренерите не е перфектна, значи тоа се и педагози, да не кажам, лиценцирани тренери, бивши спортисти, некои фудбалери, футсал играчи, голмани, значи имаме од секаков калибар на тренери. Женски исто, да не забораваме, имаме и женски тренери. Така да децата може да учат од најдобрите тука што се, значи и даваат максимум тренерите што и за секоја пофалба. За пофалба е, да не кажам, тие се трудат и дава резултати. Ангажирани, посветени. Дава резултати, тоа се гледа, на самиот терен по резултатите кои што ги постигнате минатата година. А сега вака ќе ве прашам едно дополнително прашање, дали имате комплетно увид на целокупната слика на дечињата, генерално на секој поединечно за неговиот квалитет, кој се разликува од генерација во генерација, како оди комплетната таа селекција и дали имаме квалитет на ова поднебе кога е во прашање градот Куманово и околината? Така. Овака сега, за селектирањето и за одговорност на децата ги води тренерот што е задлужен за генерација, пример. И он има соберен увид, целосен увид, и потоа пример ние имаме во 2 недели, 3 недели се состануваме и коментираме обично за сите деца, сите тренери се состануваме и правиме састанци. Така да овие деца тука, состановци мислам дека, и овие деца се доста талентирани, кај нас има 5 талентирани деца, квалитетни, така да имаме тројца играчи моментално што играат што идат во Црвена звезда, имаме претходно извадено бивши репрезентативци од клубот тука што се имаме исто резултати за пофалба. Така, да, и имаме деца што сега овој период излегува. Зборам и од помладите, од постарите генерации тука што не се у клубот, што да не кажам и ќе им се даде шанса сигурно во некои од подобрите клубови да растат како играчи, како фудбалери. Така.
Следното моje прашање е поврзано со младинските фудбалски лиги на Фудбалската федерација на Македонија, каде што за минатата година се виде вашата работа и резултат. Станавте шампиони во генерацијата 2017. Во кои уште лиги настапувате генерално и секако веќе ја подигнате лествицата кога е во прашање оние турнири и организација на интернационалните младински фудбалски турнири, каде што во последните 3 години во Куманово продефилира големи фудбалски имиња. Напрво прашањето за младинските лиги, а потоа и за она што на некој начин одекна како бомба во нашиот град, организацијата на младинскиот фудбалски турнир Арена Куп во рамките на ФК Куманово Евроспорт и она што ќе следи веќе повторно уште едно големо освежување, уште многу поголеми имиња на турнирот во октомври. За 2017 генерација, како што кажавте, стана шампиони на Македонија, што е огромен успех за клубот. А реално до сега ни една генерација не станала шампион на зборам во македонските лиги, во лигата на ФФМ, на детските лиги. Увек имаме тука у завршница неколку екипи, ама до сега тоа е најголем успех на клубот од детските лиги. Другото е што имаме меѓународни надпревари, турнири огромни каде што имаме големи успеси, тоа е друго. Али за детските лиги, таа 2017 генерација, им честитаме на децата и на родителите што беа и на тренерите, бев јас на трибините на ФФМ, ги бодрев и јас, така да неизменна радост. Така и во нареден период очекувам од тие да излезат, има доста добри дечиња. Мора да ги пофалам и очекуваме со направна работа стигна далеко. Да. Сега за во уште кои генерацијски да не кажам структури учествувате во фудбалската младинска лига на Македонија? Во фудбалска младинска лига тука на Македонија учествуваме во тие младински лиги, потоа кога ќе пораснат децата, со Куманово 2012 се спојуваме во ГФК Куманово, каде што се надпреваруваме моментално во втора младинска лига. На Македонија, каде што се има младинци, кадети, пионери, помлади пионери. Во план сме таму за некоја година-две да влеземе и во Македонска суперлига и таму да учествуваме со најквалитетните екипи и тимови. Ајде малку сега и за веќе споменатиот меѓународен фудбалски клуб што го организирате како ФК Куманово Евроспорт. Изминатите 3 години Куманово беше домаќин на големи фудбалски имиња, почнувајќи од Депортиво Ла Коруња, Бешикташ, потоа Федербакчи и уште многу фудбалски тимови кои што продефилира. Тоа е една најава и една визит карта за она што ќе биде во октомври. Уште поголем спектакл, уште поголем замав. Ги поставивте високо стандарди. Доаѓаат Лацио, доаѓа Рома. Да продолжам или ќе докажеш? Така што учествуваме заедно од самиот прв настан кога направиме турнирот, кога беше прв по повод 20 години роденден на клубот. Да. Беа 8 екипи со 8 екипи со што беа сите од различни земји. Тука за првиот турнир можам сите да ги спомнам, имиња кои што беа Депортиво Ла Коруња, гигантот од Шпанија, Црвена звезда, Бриње од Словенија, Сараево од Босна и Херцеговина, ние ФК Куманово Евроспорт, од Малта ККС од Малта, уште две ЦСКА Софија и уште една, може ми тека? Не ми текува ни мене. Добро. Не, од Белгија, Бершот. Да, Бершот беше така, Бершот од Белгија, така да беше спектакуларен турнир. И тоа ми даде повод да ви кажам право да го организираме и вториот и третиот, и сега наредниот овој што е. Имаше многу публика, многу радосни моменти, многу, убави моменти, да, каде што на ова поднебе им фали такви работи, реално. Не е само да се направи. Така е, потоа како што кажуваме на вториот, ај сега ќе ги спојам тие два-три турнири, тука беше дојдоа Порто беше, Торино, Бешикташ, Фенербакче, исто Динамо Загреб, Мура, да, Динамо Загреб, Осијек, Црвена звезда, Чукарички,
Значи и ред многу други тимови од и Македонија. школи и од Франција имавме, од Грција и од други земји. Значи едно перфектно, перфектна манифестација кој, како што кажа, многу ретко се прават на овие простори, значи. Сега октомври следува. Октомври е сега. Ги активиравме бомбите во наводници. Така. Значи турнирот, како да го кажам, Лига на шампиони, значи, морам да го кажам, да, така. Буквално. Каде што ќе видат Лацио, Рома, Торино, Порто, Бенфика, ЦСКА Софија во најавање, Црвена звезда. Значи, потоа имаме од Грција екипи, од Турција екипи во најавани, исто Бешикташ да дојде пак. Уште не е потврден Бешикташ, овие се потврдени што исполнав. Значи имаме од Руманија екипа, перфектна екипа исто што е добра. Значи полека се подготвуваме и очекуваме, значи, многу возбудувања, многу интересни моменти. Да, така. Мислам дека ќе и биде пред се квалитетен фудбал. Така, и радост за дечињата. Ајде сега главен сегмент од младинските фудбалски школи се и родителите. Како ги вклучувате во целокупниот процес заедно со вас и колку значи нивната поддршка и соработка на овој план? Овака сега, значи родителите доста допринесуваат, со самото тоа, имат обично имат контакт со тренерите. Ако збориме за тренажен процес и за воопшто со клубот. Воопшто, да. Има родители кои се доста многу активни, морам да ги поздравам тие, значи учествуваат кај да одиме на турнири во странство, значи идеме на многу турнири. Значи они доста учествуваат, да не кажем цело време не пратат, значи со своите деца идат пример, не е битно дали е Малта, дали Италија, дали е Франција, дали е секогаш се со вас. Србија, да. Значи, окей, тие се родители, голема благодарност и кога организираме турнири, значи имат тие што ни помагаат доста. Меѓу тренер и за играчи зборам има комуникација и треба да постои меѓу тренер и родител и играч фактички, за да имаме комплетна слика, да функционираме како што треба. Бидејќи ако нема едно со друго не може да функционира. Така. Кои се плановите за воиднина? Плановите за воиднина се многу. Али гледаме да ги реализираме едно по едно, имаме тоа, како да кажам, план, да, програм. Имаме доста турнири. Значи во Србија, сега да не ги редам, пошто има неколку турнири, имаме у Бугарија, имаме нареден период, имаме во Италија со 2015 во Торино. Треба у Малта пак да одиме, значи таму бевме неколку пати. Имаме доста набиена агенда. Така, имаме сега овој нашиот турнир што е во октомври, како што го спомнавме. Имаме некои нормално настапите во младинските лиги кои што ќе започнат од септември. Тоа се од септември ќе почнат и тука ќе се тековно се натпреваруваме. Покрај тоа овие турнири што се ќе има обука на тренери во едно-два клуба што ќе идеме да се обучуваат и така. Александар, кои се најзвучните имиња кои што излегуваат школата на ФК Куманово Евроспорт? Што кажеме, Соли Димитриевски, значи е најдобриот меѓу најдобрите. Така е, значи актуелен репрезентативец, член на Валенсија, значи перфектен спортист и човек. Неверојатно. Така да, значи со него се гордееме што е, од наша школа и секаде се фалиме со тоа. Така да покрај него има уште неколку играчи што се доста добри, што играат по што в македонските лиги. Морам да ги спомнам Филип Антовски, мислам дека пошто тој играше моментално и у Бреара. Пред тоа играше у Австрија, беше во Локомотива Загреб, Динамо Загреб во втора екипа беше. Во Австрија мислам дека беше исто у Виена. Давид Денковски голманот и мислам дека бранеше до 21 репрезентација бранеше и Филип Антовски беа репрезентативци заедно. Потоа имаат овие од 2006 генерација имаме перфектни деца што беа репрезентативци, Дарио Екимовски, Мартин Јовановиќ и Љубевски Андреј. Значи таа генерација беше една од најдобрите исто на наши генерации 2006, каде што покажа, мислам, игра сите тројца за репрезентација на Македонија и сега се по клубовите во нашата земја, да. Се надевам дека ќе
брзо време ќе се зати и негде на страна. Господине Баневски, вашата посветена работа со фудбалската школа на ФК Куманово Евроспорт и секако работата со фудбалот придонесе да бидете назначени за прв човек од Општинскиот фудбалски сојуз на град Куманово. Моето прашање е дали можеме фудбалот да го вратиме на старите патики и повторно да биде славен спорт во Куманово. Од мене честитки за изборот и ви посакувам успех во вашата понатамошна работа. Благодарам, Бошко. Вака, значи, секоја работа си дава секој труд си дава успех, резултат, да. Сега на овој резултат си дава друг резултат. Значи ова 11 години, нели, макотрпно работење со младинските категории и воопшто фудбалот, значи до резултати. Моментално сум, нели, претседател на Општински сојуз на Куманово, каде што се надеваме дека со моје доаѓање ќе направиме некои драстични промени и зборам успеси, се надевам, значи сакаме, нели, да го дигнеме клубот, фудбалот у Куманово на поголемо ниво. Сега ФК Бошкими влезе во прва лига, се надеваме на ГФК Куманово да влезе и он и другите клубови, значи што се така е. Тоа е добро за сите, значи за во Куманово. Така да тоа е тоа. Да, нормално, значи да не сум оптимист, не би влегол, нели, како претседател така во работа, така да се што влегувам сакам да биде како што треба. Така е. Се надеваме на терени дека ќе направиме, нели, и поддршка да имаме малку и од повеќе и од Фудбалска федерација на Македонија и општина Куманово. Така и за да сите заедно мора да направиме за да имаме успех. Значи целина ќе биде кога сите ќе допринесат по нешто, ќе се ангажираме. Така. И успехот е неизбежен. Александар, каква е соработката со Фудбалската федерација на Македонија и со новото раководство на чело со господинот Масар Омерагич? Морам да го пофалам претседателот на Фудбалската федерација на Македонија Масар Омерагич, каде што од самиот старт влезе фајтерски, вредно работи, енергично, има големи промени, огромна визија. Наредниот период очекувам многу поголеми успеси и новитети во Фудбалската федерација на Македонија, општо во македонскиот фудбал. Само пофални зборови имам за него, така да слични сме луѓе по карактерно, посветени, сакаме успеси и сакаме резултати. Александар, ти благодарам што одвои време, ништо друго не ми преоставам, освен да ти посекам среќа во твојата понатамошна работа. Голем успех на вашиот фудбалски клуб и ова е само почеток на овој наш проект кој се надевам дека од недела во недела ќе ги добиваме убавите резултати, информации и се што е поврзано што ќе биде со фудбалскиот клуб Куманово Евроспорт. Така, фала Бошко, ти благодарам и на тебе, значи чест ми е што работиме заедно. Мислам дека ќе даде допринос за голем број на млади дечиња, значи да ги активираме во спортот, пошто знаеме какви бенефити носи. Да, спорт не мора да бидат ни врвни фудбалери, не мора да бидат ни фудбалери, битно е да бидат, нели, луѓе здраво да живеат, знаеме во какво општество, нели, се што има околу нас и како. Битно е деца да ги преусмериме во вистински правец. И се надам дека со ова што го работиме сега, тој дел мислам ќе го постигнеме таа цел. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам и на тебе.